Денеска тука од Пробиштип објавуваме дека во утрешниот ден платежната агенција, односно Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој ја објавува најавата за првиот повик на ИПАРД во 2018 година, односно вториот повик на ИПАРД 2 програмата, кој што ќе биде објавен во службен весник и во 2 дневни весници. Согласно правилата и законодавството на Европската Унија, пред објавата на јавниот повик за мерките од ИПАРД мора да биде објавена најава за самиот повик. Така да во утрешните весници и во утрешните медиуми ќе биде објавена најавата за 2 мерки за кои што се распишува овој прв повик на ИПАРД 2 во ова 2018 година. Тоа се за мерката за модернизација на земјоделските стопанства и модернизација во преработувачките капацитети и во капацитетите поврзани со рибарството, односно мерките за кои што постои најголем интерес од самите апликанти. Во првиот повик на ИПАРД 2, кој што веќе се затвара од страна на платежната агенција, до денес се склучени рекордни 919 договори, што представува приближно ист број на договори кои што се склучени во претходните 9 години во вкупната ИПАРД 1 програма на вкупно 12, односно 13 огласи. Овој факт што на само еден повик се склучени 919 договори кои што тежат 15,8 милиони евра, од кои што 12 милиони евра се пари на европските фондови, а се за трактори, за механизација, се за опрема во преработувачките капацитети, се за нови преработувачки капацитети, говори за капацитетот кој што е постигнат во текот на оваа година на платежната агенција, за квалитетот на апликациите за кои што се работи, но и за интересот и за зголемувањето на абсорбцијата во овој период, односно во оваа година за европските фондови. Нашите НАТО и ЕУ интегративни процеси, со самите овие процеси доаѓаме до неколку пати зголемена абсорбција, односно искористување на средствата на ИПАРД. Во ИПАРД 2 се предвидени вкупно 60 милиони евра за земјоделството, но со почетокот на преговорите со Европската Унија очекуваме споредбено со земјите од регионот неколку пати, дури до 10 пати зголемување на овие средства кои што ни стојат на располагање и кои што ќе бидат искористени во делот на земјоделството. Европската Унија ги отвара фондовите и за социјалата, за инфраструктурата, за изградба на патишта, на детски градинки, на училишта, на болници, односно за поддршка на вкупната економија во државата. Ние сме генерација која што се грижи за идните генерации. Се грижиме за сите деца, за нашите деца, за буквално идните генерации кои што доаѓаат во Македонија. Тоа е наша обврска преку европските фондови, преку структурните фондови, преку она што ни стои на располагање, на вистина може сите овие работи да бидат реализирани. Но тоа ќе се случи само доколку на 30 септември заокружиме за Европска Македонија, само доколку на 30 септември не седиме дома, доколку на 30 септември бидеме јасни и гласни заради тоа што друга шанса немаме, да не ја пропуштиме на 30 септември да гласаме за Европска Македонија, да ги искористиме сите европски придобивки и сите овие европски фондови кои што на Македонија и се широм отворени.